Кога гледам наназад, тоа е еден голем куп на материјали, скици, цртежи. Во изработката на една кукла, освен визуелното, нели како таа ќе изгледа, исто толку важно е и незината функционалност. Значи куклата си има своја механика и си има задачи кои што треба да ги исполни. Најпрво треба да се одреди концепцијата. Значи тоа е во соработка со режисерот, според текстот и идејата на режисерот. Гледаме, мислам, се договараме какви кукли би изработувале. Какви би биле тие кукли, односно какви се куклите, одредуваме според тоа која функција треба да ја имаат во представата. Може да лета, може да ја извадиме главата. Значи, секакви нешта кои што еден актер не би можел да ги изработи и тоа е едно добро оправдување за зошто би имале кукла. Без анимацијата од актерот, куклата се сведува на една механичка скулптура. Куклата, за да има одреден карактер, треба да има, да кажеме, одреден начин на одење. Се случува актерот да и даде на куклата поинаква функција од она што јас сум го планирал. Значи, открива некои нови работи на кои што јас не сум се сетил. Ова е една од првите наши представи, како што гледате, се уште функционира со истите актери, истите костими, иста сценографија, исти кукли. Значи ова мислам дека беше сега скоро 30 години од првата изработка.